играчите наши, поголутово на играчите за безпоштедната борба во овие месец дена кај што игравме некои се 12 мислам дека се такмици, каде што дадовме максимум. Пробавме да освоиме оваа победа. Не успеавме во тоа, значи целта ни беше да дојдеме до онаа мајстора што сакавме да имаме победала. Значи видовте и вчера цело време контролиравме уtakmicата до самиот финал, кај што крививме една, како да ви кажам, невозможна пројава во тоа спорт. Не успеавме во тоа, значи кај нас има една голема причина за тоа што не успеавме да дотераме до мајсторка, каде што во тие последни 40 минути нема фаворити, значи одлучува инспирација моментално, кај што мислам дека имавме голема шанса да ги изненадиме немците во мината сала и да се додобиме на таа, значи прва историска титла за Куманово. Не го направивме тоа, значи имаше доста причини за тоа што не успеавме, но од спортски аспект можам да кажам дека сум задоволен. Ова што го направивме, значи со малку повеќе среќа успеавме во тоа, али не го направивме тоа што направивме. Очекуваме, значи во име тоа да го направиме. Едно прашање, ако може само. Сите од спортската јавност се надева дека останувате во клубот и наредната година, па би сакал да знам кои се планови за младинските категории. Дали ги разгледате? Уште, значи вака се. За тоа ќе имаме друга пресконференција или ова, значи први треба да се види со правата, да направиме план како ќе оди младената на тренировачка сезона и после може да ви дам одговор. Благодарам. Може ли кратко објаснување, да резимираме за сите граѓани на Куманово што не беа прашани со спортската сала? Што беше причината да се случи нешто вакво што се случи? Говорим од спортски план или од... Спортски план, зошто да кажем тегачка на терен, зошто се до тоа што се случи? Зошто се Знаеме, случи? сите бевме подготвени за ваква сценарија. Се празни сала. Имате ли вие подготвено да бидат посмирени и играчите да не реагират кога има провокации од ривали и од судии? Ние ова не е само од ова така. Значи ова не одат играчите се среќа уште од почетокот на плейофот, поготово од серијата со Дарко Соколи, Форнаут. Значи ние работевме на тоа, значи играчите бидат посмирени, но знаете како. Човек која не може да трпи неправда цело време. Значи има од темперамент играчи и посмирени играчи. Значи што беше до наша можност, пробавме да го направиме тоа што го направиме, значи очигледно не успеавме. Значи имаше доста провокации и од другата страна, не се да коментирам со ние, тоа е анализа за органите на КФМ, тоа треба да седнат да анализира како беше судењето, поготово како Соколи и ова завршница на плейоф со ФМЗ-те. Значи сето тоа влијаеше на таа атмосфера да се деси, значи таа негативна енергија се направи, мислам дека главната причина треба да се бара само. Дали има право играчите на МЗТ без никаква одлука од судиите самоволно да го напуштат теренот? Ја не знам се како се правилата на КФМ. Мислам дека они не знам поставија како што поставија, значи не е тоа правилно. Ја не сум запознат со тие правила како треба што треба. Значи тоа е прашање за делегатот и за представителите на ова.